Добро вечер со топ тема на ваша страна. Експерти, адвокати и професори, кои секи се пријави на конкурсот за републички јавен обвинител по разрешувањето на Марко Зврлевски. Советот за јавни обвинители има рок од 15 дена да се произнесе за барањето на владата за разрешување на постоечкиот, а уште толку време ќе има за да даде мислење за кандидатите за идниот обвинител на Република Македонија. Што се можеше, а не направи Марко Зврлевски? Зошто поранешниот обвинител Александар Прчевски сметаше дека е последната будала во обвинителството, а зошто Шврговски често бегаше од новинарите? Можни ли се ефикасни реформи во судството без кадровски смени на клучни позиции во правосудниот систем? Во топ тема на ваша страна дебатираат обвинителката Вилма Русковска, професорот по кривично право Гордан Калајджиев и адвокатот и поранешен судија Раде Јовчевски. Останете со нас. Добро вечер за моите гости кои прифатија да бидат дел од оваа дебата, Калајджиев, Русковска и Јовчевски. Повод ни е иницијативата за разрешување на обвинителот Марко Зврлевски, меѓутоа и во вчерашното интервју со новинарите премиерот Заев кажа дека би ги обарал идниот обвинител во експертската фела и тоа да биде непартиска личност, меѓутоа не зборуваше многу за условите и процедурата околу неговиот избор. Па еве да се надоврзам на оно што го кажа вчера Заев. Тој најави дека би сакал да биде обвинителот и од експертска фила, што значи дека може тука да конкурираат и професори и други познати луѓе кои работат во правосудството, имаат завршено правосуден испит. Меѓутоа Калајджиев досега не е избран, јас колку што се сеќавам во Македонија, кој бил надвор од обвинителството, односно што не бил обвинител претходно. Не знам, јас не се сеќам на такво нешто. Колку сметате дека ова нова иницијатива, како да ја наречам, или заложба можеби на владата е исправна и да се стави човек од надвор? Со оглед на тоа што обвинителството не е едноставно за менаџирање, претпоставувам. Добро вечер на сите гледачи. Што да ја кажам, до сега ние сме имале случаи во судството. Значи сме имале суди на Врховен суд, ако не се лажени председатели. И професорот правен факултет, професорот Симе Гилевски беше председател во обвинителството, мислам дека не сме имале, но не е прв пат да има интерес. Ако се сеќавате во случајот на изборот на специјалниот јавен обвинител, исто имаше голем интерес, условно речено, се појавија доста дебати и повеќе кандидати надвор од обвинителската професија беа, условно кажано, на некој начин кандидати, па и јас бев меѓу тие. Се заврши така како се заврши, но беше, да речем, прв случај да се покаже интерес поголем. Тоа значи дека станува и престижна функцијата, тоа значи исто на зрелост, дека луѓе има професионалци кои што сакаат да дадат придонес во разрешување на овие правни заврзлами и восстановување на Македонија како нормална правна држава во која што ќе владее правото, и тоа е за поздравување. Значи се додека има интерес, додека луѓето не се предаваат на тоа во смисла дека се знае дека е тоа партиско место и слично, и мислам дека е позитивен тренд, да кажам. Русковска, со оглед на тоа што долги години сте во обвинителството, и сте сега и во обвинителството за организиран криминал, голем дел и од вашите колеги, па дури Зврлевски беше ваш колега во организиран криминал. Колку за вас е битно човекот што ќе биде обвинител да ги познава состојбите внатре во обвинителството, да има контакт со обвинителите, да го знае системот на управување и сето оно што треба тој да го направи, и колку би му било потешко на колега од надвор, човек што ќе дојде да го прави сето тоа? Прво, добро вечер на сите гледачи на вашата телевизија. Само би ви исправила на претходното прашање. Значи, Ставре Джиков и Александар Прчевски дојдоа за обвинители на Република Македонија од Основниот суд Скопје 1, односно од Основниот суд Битола. Така да, они не беа од обвинителската фела. Видете, јас секогаш сум се залагала дека
Јавниот обвинител на Република Македонија треба да потекнува од обвинителската фела, затоа што, кој што кажавте, ги познава луѓето, ги познава состојбите, ама нешто тие што дојдоа, па не се прославија многу, според моje мислење, така да... Не знам, видете, обвинителската работа е многу специфична. Мислам, еден занает, што малку кој го познава надвор од обвинителството. Така да мислам дека, еве, да дојде експерт било каде од правен факултет или од негде од друго место, мислам дека би му било тешко да се снајде и покрај тоа што нема да ги познава доволно луѓето, значи обвинителите, ама и во самата материја, многу е специфично. Например, судиите не можат никош да напишат диспозитив, значи обвинение што е наша работа. Така да, тоа е специфично, треба да ги... За волја на вестината, обвинителот републички не ги пише обвиненијата. Добро, ама треба да ги, ама да ги знае. Треба да ги, затоа што реферираат обвинителите, треба да се реферира, да. При реферирање треба да ги познава работите за да знае дали е тоа добро. Например, треба при реферирање да се пресече, нели така? Затоа и се оди на реферирање. Така да не знам што да кажам. Сепак мислам дека би било најдобро да е од обвинителската фела. Што недостасува во титулата и функцијата јавен обвинител според вас? Вие сте адвокат, господине Јовчевски, меѓутоа бевте и судија. И сте имале нели прилика и во судница да ги гледате обвинителите, меѓутоа зборувам сега за последно време, разрешувањето на Зврлевски не доаѓа случајно, иницијативата на владата е заради нели незадоволство од неговата работа, а на Советот на јавни обвинители е да пресече какво известување ќе даде до владата, односно подоцна до собранието. Она што недостасува не само во обвинителството, туку и во целото судство, е моралниот кредибилитет на луѓето што се во целиот правосуден систем. Нажалост, ние изгубивме 20 години, обидувајќи се да направиме реформи во областа на прописите, во областа на организацијата на судството. Меѓутоа, најмалку време и внимание посветивме на реформите на квалитетот на човечкиот материјал што треба да врши таа функција. Сите овие резултати што сега последниве години интензивно ни се случуваат, зборува дека моралниот квалитет на носечките луѓе мора да биде дебело проверен. И дека е тоа основата на, нажалост, основата на целиот систем. И се испостави дека таа карика, моралната карика е најслабата карика во целиот систем, а да го спомнам Станислав Лец, кој што рекол дека најслабата карика е најјаката карика, бидејќи таа го кине ланец. Испадна дека моралната димензија на луѓето е таа која што го струшија целиот правосуден систем во држава. Зарем требаше да дојде до ова, да се формира специјално обвинителство, во колку републичкото обвинителство си ја вршеше работата онака како што по закон е должно да врши. Така да со сета резерва околу условите кои што треба да ги исполни идниот кандидат, секако дека има предимство во старт човекот кој што би излегол од обвинителството, бидејќи има некакви познавања. Меѓутоа, тоа е премостлива и совладлива пречка. Онаа пречка која што не може да ја совлада било кој е моралната димензија на тој човек што треба да врши таа функција. Да. А тука неколку обвинители во изминатиот период подлегнаа. Она што ќе се вратиме токму и на тоа да видиме какви биле обвинителите во Независна Македонија, Миомир направи еден прилог за тоа, меѓутоа околу процедурата за избор. Премиерот не му е работа можеби да знае процедурата, меѓутоа кога повика да се пријават луѓе, да биде отворен конкурс, па тоа да оди во јавноста, јас добив печаток дека еве сега ние новинарите да повикаме кој сака да биде обвинител, нека се пријави за емисија за да можат луѓето да видат какви би биле кандидатите за емисија и да ги запознаат. Меѓутоа не е така, не е сериозно. Процедурата предвидува неколку работи што мора да ги има идниот јавен обвинител од искуство во правосудниот систем, а па како е професор да го има и правосудниот испит. Кои се тие услови? Затоа што еве да почнеме од почеток, сега пременима
треба да се разреши постоечкиот обвинител кај Советот, па потоа да се распише конкурс, па да се разгледаат кандидатите. Вие сте гледали по американски филмови кандидатурите на обвинителите, тоа зборува и за нивната тежина, е многу слична како и на некои политички фигури за битни функции. Се дава големо значење, се работи на тоа со години, кампања се води, така што не е страшно и овде луѓето да се појават, да се представат на некој начин. Не би било лошо тоа да биде некоја новина, да не оставиме на политичарите. Кога ме пресете за конкретна процедура надвор од тоа, значи ние не сме предвиделе во законите овој тип на јавно представување, но тоа не значи дека не е изведливо. Ниту е предвидена специјална или како ќе водат тие некаква кампања ако сакаат или ако има некој заднив. Меѓутоа не е забрането. Не е забрането, не е. А она што се нормално да се инсистира е тоа да биде професионална личност, значи да има интегритет, кој што кажа колегата, и да верувам има и некои големи амбиции. Ќе зборуваме можеби подосна Марко Зврдевски не оствари битни задачи кои што му беа наметнати со реформата. Со реформата на казнено-правниот систем, обвинителството е практично шефи на полицијата. Нашето обвинителство не успеа да излезе од скутот на полицијата и остана нивни слуга, но системот му дава многу голема сила. И затоа кога зборуваме да го познава обвинителството, треба да ќе потсетам дека е добро и треба обвинител да познава и полицијата или оние делови што работат како криминалистичка полиција, бидејќи тој непосредно ќе ги раководи и управува со нив, а делови треба да работат и за него, и ако тој дел Марко Зврдевски не го имплементираше. Кој ќе дојде или ако дојде во расправа за негова одговорност, јас ќе потсетам дека една од неговите одговорности е тоа што новиот концепт на Законот за кривична постапка, кој што е практично и поширок концепт отколку само за процедура, а овој кој се однесува на новите односи меѓу полиција и обвинителство во корист на обвинителството, тој не ги имплементираш. И најмалку само за тоа дори би можел да одговара, бидејќи вие не можете законски концепти на системски закони да не ги примените затоа што ви намигнале од полиција дека нив не им одговара тоа. А ние однапред знаевме дека на полиција кој што има еден монопол и која што е многу политизирана, но надржат на овие реформи изведени во неколку европски држави е токму во тоа што обвинителството какво и да е, колку да го критикуваме, во интегритетот и професионалноста е сегогаш пред полицијата. За нашава процедура треба да заврши разрешувањето. Значи законот кажува кога му престанува мандатот и кога се разрешува. Може да се разреши заради слаби резултати, неефикасност, едно, друго, трето, тие се како што беа користени и до сега, и ако не беа образложувани во случаите на претходните обвинители. Во таа процедура има улога и Советот, меѓутоа за Советот во делот на разрешување, иако се бара мислење, не се кажува ништо, односно намерно се премолчува, дека мислењето не е задолжително за владата. Не е задолжително, никаде не пишува дека кажано, тоа е во времето, обврзувачко. сега ќе бидам искрени, ќе ви кажам, човек не може да очекува што во животот ќе се случи и како некои добри работи или лоши работи може да станат добри или некојаш да помогнат. Во овој дел на изборот на судии и обвинители е единствениот, значи само републичкиот јавен обвинител. Сите други судии и сите други обвинители се избираат преку советите. И тоа требаше да биде, и во нормални држави е, сериозна гаранција за нивната независност и професионалност. Кај нас се извртеа работите и за тоа бевме свесни, бидејќи имаше веќе пример со Бугарија, бевме свесни дека една мала група, која што наводно треба да го чува независноста на судиите и обвинителите, може лесно да се корумпира. Имаме пример во Бугарија и луѓе опоменуваа на тоа, дека идеи што се модерни функционираат во Италија, Франција и некои држави со правни традиции, може да не се удрат од глава во држави кои што сме ние, бананар држави и слично. И ова решение со републичкиот обвинител да го бира и да го разрешува владата, во правната литература домашна, ние со години го критикуваме како конзервативно, како израз на остаток на политички влијанија и слично,
А никој не очекуваше дека овие тела што треба да дадат гаранции ќе бидат узурпатори на суството, а дека ќе дојде некоја нова власт што ќе симна ваква корумпирана власт која што практично ги окупира сите институции и што ќе биде единствена надеж или некоја нова надеж за восстановување на правна држава низ некои алатки кои што ги критикуваме тогаш кога и оваа влада ќе се Советот за јавни обвинители може само да го одолговлекува, да речеме, разрешувањето и именувањето, затоа што рокот е 15 дена, па уште 15 може да се земат она 30 дена молчање на администрацијата. Треба да дадат образложена причина. За ако во рокот од тие први 15 дена не дале мислење. Значи и за избор и за разрешување. Мислењата се даваат во рокот 15 дена. По исклучок од оправдани причини, значи рокот може да се продолжи за уште 15 дена. Ама они треба да ги дадат тие оправдани причини зашто не постапиле во рокот од тие 15 дена. Законот е многу јасно, кажува, ако не се изјаснат, се смета дека не се слагаат или се слагаат. Има и за двете ситуации, и кога е изборот, што ако не се изјаснат, во едниот им се дава втор рок, се смета дека се согласуваат, односно дека не се согласуваат. Интересно дека кај изборот на новиот обвинител, они се кондицио sine qua non. Значи, владата не може да предложи обвинител од пријавените кандидати на конкурсот, постапката ја води владата. Таа ќе распише конкурс во службен весник и во два весника, еден на албански јазик. Тие што ќе се пријават, не знам колку е рокот, 15 дена. За нив ќе треба да даде мислење Советот, и тука е врзана владата со позитивно мислење. Да речеме, ако се јават 5 души, за тројца има позитивно мислење, владата може да предложи само еден од тие тројца. Тука има и она некоја слобода, ако не ги бендисува, може да бари нов конкурс. Значи, сепак, Русковска Советот има улога и функција во назначувањето на јавниот обвинител со оглед на тоа што тие треба да се сложат околу позитивните мислења или не. Меѓутоа и околу разрешувањето, денеска Аневски даде свој личен став дека добро работел досегашниот обвинител, меѓутоа сето тоа веројатно се става на гласање и распоредот на силите во Советот ќе го даде одговорот околу разрешувањето за да почне постапка за назначување. Да. Само што, кој што кажа Гордан, кога е разрешувањето во прашање, владата не е врзана за мислењето на Советот. Повеќе ми изгледа про форма дека е тоа мислење, додека обратно, кој што образложи веќе Гордан, при изборот е веќе многу битно нивното мислење. Така да, во овој случај може само да се одолговлекува постапката, нема да влие на крајниот резултат, тоа сакав да кажам. Да, тоа е тоа што може да се одолговлекува постапката и ако речеме во првиот случај дадат образложение и помине еден месец и во вториот 15 па уште 15 може да ја одолговлекуваат постапката за 2 месеца дури да биде избран. Искрено да имаме некој нормален систем на одговорност, самиот факт на восстановување на специјалниот јавен обвинител, извештајот на прибе со сите карактеристики таму дадени и утврдувањето на одговорност, односно партизираност, непрофесионалност во другиот дел на државното обвинителство, требаше да повлече оставки. Тие ќе ги очекуваме во некоја нормална ситуација, бидејќи ние знаеме дека не функционираше нашето општество како нормално. Овие фигури и така беа фигури кои што други ги постави, други одлучуваат место нив, така што не може дури ни оставка сами да дадат. Може би Зврлевски сами и помислувал за оставка, меѓутоа не може ни оставка сам да даде. Само да кажам дека Марко Зврлевски беше поканат и на интервју и останува отворена поканата за него за да го даде своето мислење околу сите овие случувања околу него. До сегашниот впечаток во јавноста е дека секогаш се поставуваат личности поврзани со владеачката партија. Дури, нели, оваа процедура, иако трае, не беше ни толку транспарентна процедурата на избор на јавен обвинител. Сметате ли дека досегашното искуство било да е СДСМ или ВМРО-ДПМН дало обвинители кои што сепак биле партиски послушници? Зврлевски е еден последен за кого што разговараме, меѓутоа има и претходни негови колеги, можеби ни до овој степен. Видите, како општество изгледа дека се уште не сме дозреале за да ја дозволиме да се случи чудо и партиите да ги тргнат рацете од
изборот на клучните луѓе во правосудниот систем. Бидејќи само така ќе може да профункционира тројната поделба на власт. Нажалост, секогаш било, па и у минатиот систем, меѓутоа тогаш бил еднопартиски систем, па имало некакво политичко оправдување. Меѓутоа сега 20 години се декларираме за плурализам, каде што системот на контрола на едната власт со другата ќе биде таква што третата власт, судството ќе биде контролор на извршната власт, се покажа дека немаме доволно критична маса за да го поминеме, да поминеме таа болка. И во минатото, еви сега се уште, дај Боже, она што го кажа премиерот Заев, дека нема да покажат они како партија желба да стават политичка личност на клучните места во правосудниот систем. Тоа е за мене првиот чекор кон постапката да почнат да се осамостојуваат сите институции кои што го чинат правосудниот систем. Би сакал да се случи тоа, меѓутоа времето ќе покаже меѓу кои првата процедура ќе биде изборот на обвинител, дали стварно тоа ќе профункционира. За волја на вистината, релативно се нови на светски план тенденциите за независност кај обвинителството. Тоа дури ни правно не се ни на ниво на меѓународните акти и стандарди не се декларира како независно тело, односно тие квалификации се релативно нови. Значи традиционално или во некое претходно време, значи до пред 20 години беше многу јасно за обвинителството дека е дел од извршната власт, мање више. И овие нови се релативно тенденции дека што сега се обидува и да се оствари на меѓународен план и кај нас определен степен на независност и за обвинителството, слично како и за судството, што кај нас е многу важно. Во други држави тој тип на политизираност и не е страшен како кај нас, затоа што они имаат брана на правна традиција, имаат брана на професионалност. Ја верувам дека професионалноста е една од најголемите болки кај нас. Кога имаме ние професионалност, тоа би било подкрепа, оди едно со друго со интегритетот и професионалноста. Или се многу блиски. Така што овие приказни се релативно нови и ако не се лажам, го критикува углавном Шврговски, меѓутоа он имаше право во една изјава што скоро му повторува, кај што он убаво објаснува за тоа, за разликата меѓу судството и обвинителството, дека традиционално, па и се уште обвинителството го нема тој степен на независност, е добро и би било добро да го има. Ние за среќа, искрено да ви кажам, во нашата реформа на обвинителството, имаме среќа што, буквално среќа, бидејќи добар дел од реформите во судството зависи од тоа од каде ќе добиете техничка помош. И некои работи во обвинителството најмногу одеа по примерот, односно по моделите на Италија. А Италија има многу силно и многу модерно обвинителство, кое што ја владе и полицијата и кое што е столб практично таму на правната држава. И од таму и ние се модернизиравме. И луѓето не ни приметија, ние новиот закон ги раскинка старите системи на централизам. Ние практично и ги немаме. Ние уште ги учиме, што се вика во школа, дека е тоа централизирана иерархиска организација, меѓутоа тргнаме по сосема нов модел. Веќе немаме заменици, секој обвинител си одговорен пред себе, нема можности директни, барем формално, да се влијае врз одлуките на пониските обвинители за конкретни одлуки и слично, иако се разбира тоа е малце, нели по... Да, токму тоа сакав да ја прашам Русковска. Доколку, бидејќи вие сте обвинител и во претходната власт и во сега, мислам... Од 97. Да, така. Доколку сте почувствувале партиски притисоци или политика? Како се прават тие? Има директни начини и индиректни. Мислам, тоа се прави и во новинарството, и во медиумите и слично. Дали тие притисоци настануваат
со полицијата, како што кажа Калеџиев, наместо обвинителот да биде тој што ќе пресече дали има случај или не, дали се случува да полицијата наметнува дека тој случај мора да го превземете и да го работите, а за тоа може да има и доза на политика, затоа што МВР сепак го раководи партиски министер, или пак навистина има директни притисоци кои што може би вие сте ги почувствувале за одредени предмети кои сте мислеле и сте настојувале да биде онака како што вие ќе кажете. Притисоци имало од страна на полиција. Во насока на тоа, например, имало за да кажам, сложени предмети, значи ќе ни дадат прво драфт кривична пријава, да ја провериме ние, да кажеме што мислиме, и после ќе дојдат од полиција, јас се сеќавам многу добро, со сега веќе да кажам поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност Чавков, тогаш беше началник на организиран криминал. Сме се карале до 6 поручек, затоа што јас сум сметала дека тука нема перење пари. Мислам, и поранешниот мој шеф, таков кој што си беше со компромис, рече, добро, вие поднесете, веќе кога сте запнали кривичната пријава, аз не можам да ве спречам во тоа, па ние ќе одлучиме. И слушнав дека еден колега после постапувал по истото и сега е републички заменик обвинител. Така да на тој начин имаше притисоци, само не треба да се неоправдување да се подлегна. Значи да си го запазите интегритетот и да ја одбиете кривична пријава. Ако да ја точно. Значи пак ќе се навратам на почетокот. Све зависи од луѓето. Затоа што видете, поготово кога постапува по предмет обвинителство за организиран криминал, тоа се многу високи казни. Вие не можете да си играте со животите на луѓето. Дали некој ќе оди во затвор или нема да оди. Што се случува доколку обвинителот си го запази интегритетот, е свој на своето и одбие да постапи по одредена кривична пријава, дали има последици за такво нешто? Па јас последици не сум почувствувала, освен што, например, од сите 5 луѓе кои го формиравме обвинителството за организиран криминал, само јас останав основен обвинител. Да, јас само да ве дополнам дека вие работевте заедно со Гешковска, со Зврлевски, со Јове Илиевски, со Петар Раневски и вие сте првите кои што Владко Ѓоргиевски. Да, вие го формиравте обвинителството за организиран криминал и првите случаи на организиран криминал. Јас го имам случајот број 1 во обвинителството за организиран криминал. Кој беше тој случај? Беше со дрога. Поврзан, повеќе лица беа и тогаш првпат се употребија посебни истражни мерки. Затоа што исто негде мислам 13 декември 2004 стапи на сила новиот закон за кривична постапка, со кои се дозволуваат примената на посебните истражни мерки, освен прислушкувањето, нели тој се донесе околу 2007-2008 година, нели со посебен закон. И тоа беше и прв предмет во кој беа применети посебни истражни мерки. Да, добро е да подсетиме еве со кои, затоа и кажав и на почетокот, ваш колега беше Марко Зврлевски и работевте заедно на многу случаи. Дали судиите, бидејќи сте имали искуство и како судија, трпат пак ова, дали е некој ланчан систем, сега ве прашувам, дали ако полицијата врши притисок на обвинителот, дали пак на судијата врши некој друг? Не може обвинителот директно да ви врши влијание, меѓутоа како доаѓаат притисоците во судството? Од 17 години студиски стаж, 3,5-4 години скоро работев на кривична материја и имав случај кај што инспектори од внатрешни ми дојде во канцеларија да ми претат. Ми се стврте канцеларијата. Не можев да поверувам. Оно што професорот Калеџиев го кажува за промените што треба да се направат, а сега не се направени. Токму поради тоа, нашиот правосуден систем е као свртена пирамида наопаку. Значи, ако треба судот да е на врв, па испод него обвинителството, па најдоле полицијата, кај нас е наопаку. И затоа се случува тој работи. Полицијата инсистира кај обвинителот, ако е без кредибилитет, со голема леснотија ќе го прифати тоа што го бара полицијата, и ако таков предмет падне исто кај судија кој што е со мека кичма, ќе падне осудителна пресуда со голема леснотија. Меѓутоа, проблемите настануваат ако дојде таков предмет кај судија со интегритет.
тогаш настанува проблем. Тој обвинител, кој што прифатил нешто во што и самиот не верува, ретко се случува у пракса. И тогаш и сега. Обвинител, иако гледа дека ќе му падне обвинението, дека нема докази, да го повлече обвинението. Честно е. Да кажеш дека не е возможно у 100% случаи секогаш да си го правил. Секој што работи греши, прави пропусти. И нормално е во една таква ситуација, ако видиш дека ситуацијата оди натаму да ти падне обвинението, да речеш јас го повлекувам обвинението. И тоа не е срамота. Ама проблемот, знаете зашто не ги повлекуваме обвиненијата? Затоа што ни проаѓаат сите кај судиите? Зашто да повлечам обвинение, кога е судијата свеќе пресуди? Не ја завршив мислата. Колешката ме дополни. Се извинувам, само видете, не можете вината за тоа кај обвинителството. Ние сме орган на прогон. Ние можеме мечка да обвиниме. Ама судијата, ако ја осуди мечката, тогаш имаме проблем, ама со судот. А обвинителот, ако судијата му рече извинете, јас не можам мечкава да ја судам. Па да видите дали следниот пат на обвинителот ќе му падне на памет да покрене обвинение такво? Дали знаете дека во моје време јас имав епитет на ослободител. Вика судијата Раде Јовчевски нема терк за осудителна пресуда. И мене ми случуваше еден ден да донесам 4 ослободителни пресуди, додека има судии кои што денеска се на многу високи позиции во државава, кои што се фалеа дека во својот работен век не донеле никогаш ослободителна пресуда. И таквите луѓе напредуваа во тој систем и денеска напредуваа. Тоа апропо и ова Вилма што го кажа во однос на некои низини колеги. Пауза за реклами и продолжуваме со дебатата околу изборот на идниот јавен обвинител и разрешувањето на постоечкиот. Во продолжение на емисијата да видиме што направи мојата колешка Елена во однос на тоа каква беше кариерата на Марко Зврлевски, кои се неговите почитоци и како ја завршува кариерата за јавен обвинител. Од приправник во Скопското обвинителство во 1989 година. 24 години подоцна во 2013-та, Марко Зврлевски го достигна врвот на својата кариера, беше именуван за најмокната обвинителска функција во државата. Позиција од која треба да се плашат сите оние кои се огрешиле на законот, без разлика дали биле поранешни или сегашни функционери или пак бизнисмени. 4 години подоцна пред да му истече 6-годишниот мандат, државниот обвинител Зврлевски се соочува со разрешување, а јавноста со анализирање што направил, а што не направил. Главните забелешки се дека обвинителството наместо да биде страф и трепет, замижувало пред индиции за криминал во власта. Во неговата биографија стои дека е член на бројни комисии што се занимаваат со реформи во правосудниот систем, едукатор на Академијата за суди и обвинители, дека бил учесник и говорник на обуки и конференции во Европската унија и САД за борба против организиран криминал и корупција, дека бил во седиштето на антимафија биро во Рим и Институтот за борба против организираниот криминал во Сицилија. Во пракса, додека беше во организиран криминал, работеше на предмети како Пепел против тутунскиот бос Бајруш Седију и предметот против екс-директорот на ЕСМ Панде Лазаров. Но кога обвинителството под негова раководна палка се соочи со аферата на најмасовното прислушкување, истрагите стагнира, а незадоволството од тоа како државното обвинителство ги води постапките беа причина 4 најголеми политички партии во Пржино да го договорат формирањето на специјалното јавно обвинителство. Во меѓувреме, обвинителството под капата на Зврлевски единствено покрена обвинение за случајот пуч против лидерот на СДСМ Зоран Заев, екс-разузнавачот Верушевски, неговата сопруга, вработени во МВР и општина Струмица. Паралелно, додека Заев ги објавуваше бомбите, обвинителството започна нова истрага против него за случајот подкуп. Токму во една од бомбите Зврлевски го споменуваат поранешните министри за внатрешни и финансии. Јас ти реков, не му спомнав на Марко, со тоа што му реков види вака така се, а не директно отфрли ја пријавата, него види да ја завршиме побрзо ова, но он знае што значи тоа. Свајле го побарав и после ми се јави назад и ми кажа, пошто беше на судење, знаеш, не може да збори од таму, ми кажа, вика да знаеш, вика тоа што ми даде задача, завршено е. Кој предмет телефонски сте го затворили?
Значи, јас го слушав овој разговор и дадов демант дека тогашниот министер господја Јанкуловска дека ми се јавила воопшто за било кој предмет, тоа е прва работа. Значи, дадов демант, она мене не ми се јавила да затворам или не затворам некој предмет. Уште една работа дека тоа е екзактно, јас не сум работел на ниеден предмет во тоа време. И неколку години подоцна обвинителството не утврди како протекоа во јавноста снимките за случајот подкуп, но и од кабинетот на тогашниот премиер Груевски, кои биле снимани со судска наредба како посебни истражни мерки и само малкумина имале пристап до нив. Немаше исход ниту за случајте Актор, за изградбата на автопатот Емир Капија Смоквица, ниту постапка за аферата Македонска банка, а предистражната постапка за новинарот Никола Младенов беше затворена како несреќен случај. Велеше дека неговото обвинителство не е политичко, туку она на Катица Јанева бидејќи било формирано со политички договор. За бомбите Зврлевски изјавуваше дека се нелегални и незаконски и не може да бидат докази, туку само индиции, а барањето за укинување на притворот на бизнисменот Кочан експертите го оценија како директно мешање и обид за блокирање на работата на СЈО. На критиките за блиски релации со високи представници од власта и за селективност при гонењето, одговараше дека не постапува по конкретни предмети. Дали сум јас пријател со Мјалков или не, тоа е посебна работа. Обвинителот Илиевски е во роднинска врска со Мјалков. Тој е сопруг на сестрата на јавниот обвинител, а обвинителот Илиевски е многу поодавна во јавното обвинителство него што е некој бил на некаква позиција. Меѓутоа, повторно ќе кажам на главната работа. Јавните обвинители во јавните обвинителства согласно Уставот не можат да им кажуваат на обвинителите како да постапуваат. Дали некој ме бендисува или не ме бендисува, тоа е нивна лична работа. Јас сметам дека сум ги исполнувал условите да бидам тоа што сум и дека одговарам на своите работни задачи. По 24 декември, нов, но уште поголем предизвик за обвинителството е истрагата за крвавиот четврток во собранието. По првите чекори што ги преземаа следеше бура реакции во јавноста поради благите квалификации за бруталните слики кои што ја шокираа јавноста. Сега на потек е обвинителството за организиран криминал, кој минатата недела се вклучи во истрагата. А исходот од оваа истрага ќе биде објавен со ново раководство на обвинителството. Русковска, извинете, ама бидејќи вака заврши прилогот, а вие го водите овој случај во организиран криминал, морам да ве прашам во однос на тоа дека дали е утврдено дека се работи за организирана група, луѓе од надвор и внатре, луѓе од полицијата, можеби пратениците ги видовме на снимките, и дали работите на овој случај, дали можете да кажете во однос на кривичните дела што се направени? Видете, покрај мене на овој случај работат уште тројца. Вкупно сме четворица обвинители што почнавме да постапуваме по случајот. Се уште сметам дека е превише рано да дадам некои, односно не само јас, него сите да дадеме некои конкретни информации, затоа што стварно до основното обвинителство од Скопје многу обемен доказен материјал ни доставија, така да ние сега се уште сме во фаза на проучување на материјалните докази, односно писмените докази, додека се уште не сме отпочнале со прегледување на видеоматеријалите, кои се во огромен број. И не само на CD, него има и повеќе, мислам, USB, стикови, и така да сметам дека е се уште превише рано да дадеме било каква, мислам, не зборам за себе во множина, него заедно со колегите, да дадеме било каква изјава. Дали може да се прошири вашата истрага во однос на лицата кои се опфатени и кои ви ги дадоа од основното обвинителство? Ова е прашам затоа што најголем број од делата квалификувани од основното обвинителство беше дека се работи за учество во толпа, извршено кривично дело во учество во толпа и слично, и речиси сите беа пуштени, ниту еден не беше задржан во притвор, освен оние што беа убиство во обид. Предметот ни беше даден во мене во четвртокот ден, пред празникот петокот не беше работен ден, а на другите колички им беше даден во понеделникот. Стори мене во средата, ни во четвртокот, се извинувам. Прво што направив во договор со останатите колички,
Напишавме писмо до Основното јавно обвинителство Скопје да ни ги достави сите предмети и завршени, и процесуирани, и тие што се во фаза на истрага, за да извршиме увид во истите, да видиме дали и таму се наоѓаат некои од доказите кои можеби и нас ќе ни требаат, и да споредиме според лицата за кои они завршиле постапки или се во тек постапки, дали и овие лица кои ние сега, читајќи го материјалот, писме што ни е доставен, треба дали се опфатени или се уште не се опфатени. Така да по нашето барање се уште не е постапено од страна на Основното јавно обвинителство. Имам само едно прашање што морам да ве прашам. Дали во досегашните материјали видовте дека се сослушани или пак вие ќе ги повикате пратениците кои можевме да ги видиме на снимките кои учествувале во отварањето на вратата, а можеби ја само препублицирам во организирањето на некакви нелегални активности? Бидејќи жртвите беа сослушани. Видете, до сега имам прочитано 22 записника до денеска. Тие не беа меѓу тие. Стварно немам видено, бидејќи поред ги, како доаѓаат записниците поред, како што ни беа пратени, така и ги читам, само мислам, ама не сум сигурна дека не се сослушани во Основното јавно обвинителство. Тоа не значи дека вие нема да ги сослушате? Апсолутно. Видете, ние не сме врзани, не само ги побаравме доказите, сега ние самите ја водиме истрагата. Не сме врзани за ништо од сега не можеме за ист настан некого да обвиниме, они например ако го не го ослободиле, али добро. Добро, судот го ослободува, меѓутоа предлогот и обвинението било поставено. Ако бил обвинет и веќе осуден за учество во толпа за истиот настан, јас не можам него за тешка телесна повреда или за обид за убиство. За тој настан тој е веќе пресуден. Меѓутоа можете ли да тоа дека учествува во организација некаква, бидејќи се работи за злостовничко здружување? Тоа се, мислам, сосема различни кривични дела. Така. Мислам дека ова ќе биде веројатно првиот голем предмет на новиот обвинител. Се додека Зврдевски на начело на обвинителството, ќе има обиди ова да се заташкува. Не треба да сте ни експерт, ни паметен, ни правник, за да знаете дека е организирано. Значи, има сведоци и како групата со ќулавки, една парамилитарна група, ќе треба да се утврди кои се тие луѓе, тие може да се препознаат, иако се со ќулавки. Доста да се препознаат неколку, па да се распрашаат, па да се откријат кои се другите. Значи, тие седале како група во трговски центар, чекале знак. И е снимено на камери, има и сведоци, дека организирана група, колку биде 30-40. Значи, ова другото, овие разни будали, да речам, што тепале и ги видовме дека не се навистина со сите, некои се навистина улични фраери или ненормални луѓе. Не се ни битни. И тие нека одговарат и за тоа пеле што овој што го организирам, а тука е безмалку сигурен дека е тоа од врвот на ВМРО, врвот на МВР како нивна алатка и овие некои парамилитарни структури што дел од војска од Алфи, од каде биле, не знам. Тоа не сме да остане неказнато. Да организирате вие таков настан во собрание, практично еден вид државен удар, кој што малку фалеше да искочи од контрола. Значи тој, што да ви кажам, значи сите знаеме како заврши, колку малку требаше тоа да биде многу потрагично. А луѓето го имаа ставено на коцка. Веројатно беа и спремни за други сценарии, а ние никош нема да знаеме кој го спречил ова. Тоа се обично и улоги и на амбасади и на друго, кој што рекле до тука може, тука не може, како и за некои други настани, кај што толпите тргнаа, не знам, имаше случај која тргнаа према Бихачка и слични ситуации. И тие приказни до крај, можеби некои помалку важни, не мора да се расчистат. Меѓутоа, овој организиран напад на собранието со тепање на пратеници, тоа не сме да остане наказнено. Тие луѓе што ги отвориле вратите, учествувале во тоа,
или врвот на партијата кој што тоа го организирал за да добие време, да бара нови избори и слично, ги знаеме кои беа агендите, 2-3 цели беа купи ден за да помине мандатот на СЈО за обвинение. Има неколку навистина жешки ситуации за кои што беа спремни да одат на ризик. Не смеме ние да тој ризик да го поднесеме и да речеме, добро се случи, се истепа голема работа. Значи тоа е организирано, се гледаш од многу јасно. Ке видиме што само се извинувам. Значи апсолутно Гордан, не се слагам со тоа што тие што се веќе пресудени или процесуирани апсолутно не се битни. Ако гониш некој за организатор на група која врши кривични дела, за организатор на група која врши како се учествува во толпа, мислам, ние ќе излеземе смешни. Имаме до сега само едно обвинение, мислам, поведена истрага за обид за убиство. Кога пишуваш обвинение за организирана група, че тој организирал, тие се членови, тие се припадници да вршат кривични дела, морате да ставите во обвинението за кои кривични дела се организирале да ги вршат. И сега, кога веќе вие имате пресудени предмети само за учество во толпа, па ние ќе излеземе смешни организаторите, па добро, организирале луѓе да... Ама ние сме врзани и за извршителите и за сторителите. Вие можете во овој случај да ги ставите и да ги опфатите во кривичниот прогон за злосторничко здружување или организирана група, така? Точно, можеме да ги стеме кој веќе осудените што направиле тоа, вие ги организирале. Ама зашто? За учество во толпа. Така. Добро, предметот е не се сложувам со тоа дека тие не се битни. Сите се битни. Јас зборувам дека ги казнува овие што беа од дел од излудената маса која што се историја без пратениците. Тие може и кучиња да бидат. Тие кучиња беа. Му пушта, Мислам дека беше интенцијата. Да, интенцијата беше да не се даде, да не се заборави организаторот и да се нагласи кој тоа го организира. Не, ама и битно е за кои кривични дела ќе ги гониш организаторите веќе ако најдеме дека има организатори. Да. Добро, го чекате извештајот, предпоставувам, на работната група на МВР кој исто така треба да даде увид во тоа што правела полицијата за сето време додека се случуваа настаните. Јас да му се извинам малце на гостинот Јовчевски, меѓутоа ќе ве прашаме и вас во однос на оваа тема, колку и добра да го заврши организиран криминал во овој случај и да даде обвиненија за злосторничко здружување, учество во таа група со различни задачи и поделби. Судот е тој што на крајот пак ќе одлучи во пресудувањето, а сведоци сме на тоа дека кога постоеа дури и случаите на СЈО и други случаи кои што некако не беа по волја на судот, беа така завршувани без судска пресуда. А видите, тоа злосторничко здружение ги има своите пипци и во правосудството. Бидејќи знае дека таму на крај се решаваат сите работи. Не случајно сите овие кривични пријави околу наводни учество во толпа толку брзо ги заврши. Значи, еден таков една таква брза постапка за една таква сериозна работа, како што е обид за државен удар, според мене е учеството на луѓе од судиската фела кои што се луѓе на фамилијата, зборува за тоа дека се брза само со цел да може да се направи што поголема пречка на идните напори, дали на редовното обвинителство или на специјалното обвинителство, да го оневозможи процесот на дефинитивно расчистување на работите. Зашто еве и колешката спомна на еден дел од проблемите што може да најдат на тоа у смисол пресудена работа. Така да овој процес сигурно дека ќе трае многу долго, али се слагам со професорот дека ако не го расчистиме ова, тогаш постои можност да не се случи повторно. И затоа делот од напорите за реформите во судството мора да бидат до крај спроведени и извршени со цел
таквото реформирано судство да најде сила во себе, пак алудирам на моралната сила, бидејќи постојат квалитетни луѓе во судството, меѓутоа оние кои што паднале на испитот на моралот се многу, а малку се оние кои што го положиле, треба ова општество да најде начин од тоа големо поле со плевел во судството да го исчисти од сите тие сваровски суди и обвинители и да создаде чист терен за да може утре да се надеваме дека ќе имаме релативно почиста ситуација и можност стварно да дојдеме до вистината. Иначе овака, како сега, ако останат вака работите нерасчистени во реформите во судството, секогаш ќе остане некој сомнеш дека и све ќе отиде во сферата на веројатноста. Кој бил, што било целта, што не. Ако нема судска разрешница, онога што Само треба. да се надоврзам, читајќи ги материјалите за случајов, најдов на доставена информација од страна на СВР Скопје, кога беа на почетокот на протестите, вториот, третиот ден, нели имаше напад на 20 новинари. Да, колеги. Колеги ваши. Од еден мислам. И било, мислам дека еден е идентификуван од сторителите и поднесена кривична пријава за насилство. Тогаш е за насилство. Да. А упадов во парламентот и се тоа на што се случуваше и учествува во толпа. Мислам да не се разбереме погрешно дека се понебитни вашите колеги новинари, секој е битен. И тоа многу е битен. Како можеме да, мислам, не се прави споредба насилство и учество во толпа, што ќе стори кривично дело. Го очекуваме она што вие на крај ќе го направите заедно со вашите колешки во однос на овој случај и се надеваме дека ќе бидете транспарентни и ќе ни дадете известување. Продолжуваме со дебатата околу изборот на јавен обвинител и разрешување на актуелниот. Миомир Серафиновиќ направи еден времеплов во однос на тоа какви беа претходниците на Зврлевски. Зошто Прчевски сметаше дека е последната будала во правосудството, а зошто Шврговски често знаеше да избега од нас новинарите? Од 6 мина до сегашни државни обвинители, само еден го завршил мандатот. По промена на власта, секогаш следува и промена на обвинител. Секогаш при промената на јавните обвинители се користи само формулацијата, поради нестручно и несовесно работење. А во што се состои нестручноста и несовесното работење, не можевме ние кои што бевме заинтересирани да разбереме. Меѓутоа, таа флоскула си беше секогаш присутна и доважеше до промена. Трпеновски беше последен обвинител во социјалистичка Македонија. По него, како републички или државни обвинители во зградата до Ману, се сменија Марко Бундаловски, во чие време најголема истрага беше за атентатот врз председателот Киро Глигоров. Година дена по атентатот, Стеван Павлевски, скопскиот обвинител, исто така вклучен во истрагата за атентатот, е назначен за државен обвинител. Во 3 години додека беше обвинител, покрај него протрча транзицијата на општествениот капитал. По смената на власта, сменете и Павлевски и на негово место доаѓа Ставре Джиков. Во негово време беше војната 2001 и случаите од војната, кои со придавката Хашки или без неа, останаа нерасветлени до ден денеска. Джиков беше обвинител до смената на власта, кога го смени Александар Прчевски. Во Скопје стигна од Битола и со искрениот говор дека е последната будала, ги опиша политичките влијанија врз обвинителството. Верувам дека јас бев последната будала што дојде на таа функција. Простете ми на израз. Следен не ќе има. Прчевски издржа 4 години. Него отвори случајот Бачило за економски криминал со одштета за овчарот Иснифарис Джемили, исплатена од Министерството за одбрана. Се смени власта, новите го заменија Прчевски со Љупчо Шврговски. Тој е единствен кој издржа цел законски мандат од 6 години. Предвидено е државниот обвинител да има 6 години мандат за да преклопи најмалку 2 влади и да обезбеди независност на институцијата. Но Шврговски имаше среќа да биде првиот со цел мандат поради долготрајното владење на ВМРО ДПМН. Кој е смислата, која е филозофијата на 6 годишен мандат?
Затоа што мандатот на владата која е составена од политичката партија која што ги доби изборите 4 години. Се остава еден простор на јавниот обвинител за да може покомотно, без притисоци на извршната власт да се обавува јавно-обвинителската функција. Што значи? И после завршување на мандатот на политичката партија која што победила на изборите, формирала влада, јавниот обвинител има мандат и понатаму уште 2 години, кој што практично значи да дава една полна слобода за негово законито и без било какви притисоци поставување. Во времето на Шврговски беше случајот Монструм, кој се уште е актуелен. Се надевам дека полицијата врз основа на биолошките и материјалните докази што има прибрано ќе сочини квалитетна кривична пријава која што ќе можеме да ја процесуираме во најкраток можен рок. Но за прв пат во времето на Шврговски беше отворена истрага и подигнато обвинение за поранешен премиер, за Бучковски. Пред да му истече мандатот, почна да експериментира со модата и со широко раскопчани кошули. Во 2013 во јануари му го препушти обвинителското место на Марко Зврлевски. Тој пак ја немаше среќата на претходникот и во сред мандат му се смени партијата на власт. И веднаш му се заниша фотелјата на државен обвинител, функција за која политиката од секогаш имала желба да ја контролира. Државниот јавен обвинител и јавното обвинителство да биде под некое политичко влијание, бидејќи одлучува за доста суптилни проблеми во неговата работа. А кои се тие суптилни проблеми кои се во интерес на политичките структури? Па, државниот јавен обвинител е тој кој што дава тон. Колкав да биде обем на кривичното гонење? Кој треба да бидат офатени? Дали самосторителите на кривични дела или личности кои што од други мотиви требат да бидат на некој начин дезавуирани, односно да биде изнесено нешто кое што ќе представува можност за некоја политичка пресмета. Ја жалам што јавното обвинителство се стави во функција на политичката за да може да се речистуваат некои политички пресметки помеѓу носителите на политичкиот живот од различните политички убедувања. Сега државниот обвинител има канцеларија на 9-тиот кат во кружната барок зграда направена во проектот Скопје 2014. Иако можеше обвинителството никогаш не отвори истрага за сделките и стиропорот на проектот Скопје 2014, кој им донесе нов дом и го смести државниот обвинител на високо, но и височината на канцеларијата не влеа доволно храброст да се застане на пат на политичкото влијание. Ова беше сублиматот околу поранешните јавни обвинители и политичкото влијание. Каладжиев, меѓутоа јас ќе ве прашам нешто, дали одолговлекувањето на изборот, да речеме, на нов јавен обвинител ќе кореспондира некако со губењето на рокот на СЈО за поднесување на нови случаи. Тој истекува на 36, имаше забуна дали истекува на 4 или на 36, ама еве ако земеме предвид дека е 36. Од друга страна, ако истече нивниот мандат, значи ли тоа дека идниот јавен обвинител може и треба да постапува по предмети не произлезени од бомбите, меѓутоа за кои што има докази освен бомбите и да постапува и по такви случаи? Ја не гледам дека има некаква директна врска сега меѓу изборот на републичкиот обвинител и мандатот на СЈО. Мандатот на СЈО беше практично доведен под притисок со одолговлекувањето на промената на власта, бидејќи беше многу важно да нема соработка со државните институции во собирањето на доказите. И тоа навистина го одработија условно ќе кажам одлично овие што тоа го зема како нивна обврска на штета на правдата и на СЈО. Сега што ме прашувате друго околу превземање или не превземање на случај, отварање на случај од кои што ќе се изведат докази? Има доста контроверзи за тоа што е иднината на случаите по истекувањето на рокот на СЈО. И морам да признам дека нема консензус во државата. Една од причините за тоа е што и самиот закон нема ни образложение, ни ништо. Значи, не предвидува што по згаснувањето? Па не, прво не кажува законот која е смислата на рокот што го поставува за СЈО. Во најстрога смисла, ако е смислата да се постави некој правен мир со оглед на тоа што се
битни политички процеси и слично, да му се даде нарочно краток рок, тогаш се претерало со краткоста на рокот, бидејќи секој што има искуство треба да знае дека тој тип на обемен материјал, со тој тип на предмети кои што барат меѓународна соработка и со очекувани објективно отпори внатри, ако морам да признам дека отпорите беа поголеми што се мислеше понапред. Едноставно, предпоставувам, никој не размислуваше во тој момент. Дори ни стручната јавност не беше многу спремна. Но, ако сакал законодавецот да каже дека ние ќе го жртвуваме правдата, за овие случаи ќе ги затвориме во смисла дека за нив ќе настапи практично некаква застареност, а само во интерес на некоја правен мир, правна сигурност на политичкиот живот и слично, тоа требало појасно да го каже. Но е едно можно толкување. Другите можни толкувања кои што пак тргаат од тоа дека никој нема право, бидејќи е дискриминаторски и би можело да се нападне пред Уставен суд и тоа е се уште можно, никој не го нападнал до сега, бидејќи Уставниот суд не е на тоа расположение да речам да искочи. Да, имаше навестување дека може да се случи. А објективно има уставно-правни проблеми. Значи, зошто делата, сериозни кривични дела на сериозни злоупотреби на човековите права, типот на прислушкување масовно, кој што се одразува врз демократијата, стопанството и слично и граѓани општо, би било привилегирано во однос на гонењето. Или ови други криминали што се прави со злоупотреба на власта, на политичката елита, на која што сме и дале доверба, го користи буџетот, а го злоупотребува или ја злоупотребува мокта. Зошто би биле тие привилегирани? Велам, единственото можно толкување е некаков правен мир да се стави крај на тоа. Меѓутоа, објективно, надвор од рокот на СЕО, има многу луѓе што сметаат дека овие дела, меѓу другите од причини што ги кажав заради дискриминаторски пристап, не би смееле да застарат и тие показе не застаруваат. Така што е теоретски можно, што го тврдат многу, дека некои од тие дела би можело да се гонат. Тоа е многу трики ситуација. Бидејќи ако е надлежно ово обвинителство и толку му е рокот, малку е тешко да го протегнете вие дека некој друг да заврши работата. Русковска, во однос на тоа која му се забележуваше на Зврлевски, една од работите е зошто довел до ситуација да се формира специјално јавно обвинителство. Впрочем, Јовчевски тоа на почетокот го кажа исто така. Како вие се чувствувате како обвинител од организиран криминал во однос на ова прашање? Зошто, например, обвинителите, сигурна сум дека можат да ги проследат и овие кривични дела и по правило нема милост за никој, правдата е за секого иста? Видете, јас апсолутно ги поддржувам колегите од специјалното јавно обвинителство. Тие се формирани според закон, така да јас сум легалиста во суштина и воопшто не ми пречи нивната работа. А ова другото прашање што ми го поставивте... Ама си случај. Не ги сакам, не ги сакам. А ова второто прашање што ми го поставивте, истото ме праша минатата година, негде април месец, поранешниот шеф на обвинителството за организиран криминал на Србија, Милко, со кој сме добри пријатели уште така 2007 година кога стапи негде на функцијата. И он тогаш ме праша, Вилма, зашто го формиравте тоа специјално јавно обвинителство? Јас му реков, затоа што ние не си ја завршивме работата. И он рече, поштено. Да, значи... Честно. Суштина дека јас и на мојот поранешен шеф Јован Илиевски во една прилика му имав кажано да процесуиравме како обвинителство, без разлика дали основно организиран, не е битно. Да процесуиравме само 2 случаи од поднесените пријави. Викам, специјалното обвинителство немаше да се формира. И Јован се сложи со мене. Ама тоа беше минатата година во ноември. Значи, кај вас тогаш останувате ли на тоа дека може, доколку е прекине мандатот, не знаеме каква ќе биде судбината на тие прекинати? Не може, мора. Мора да се Нема може. Ако имате индиции за сторени кривични дела, ние мора да постапиме.
Така. Што мислите вие, каква треба да биде судбината на овие предмети? Дали идниот републички јавен обвинител, кој е шеф на сите овие обвинители, треба да се позанимава и со ова прашање, да се покрене иницијатива, што вика обвинителката, доколку постои сомневање за сторено кривично дело, да поднесува обвинение? Првата задача треба да биде тоа. Мислам, и сите овие напори што се прават сега и промената на власта во суштина настана баш поради тоа. И сега, ако дојдевме до промена на власт, кој што се залага да направи реформи за да рачисти целава оваа ситуација околу работењето, не само нападот во собранието, кој што беше кулминација, него и целата работа наназад, што е опфатена со бомбите, така наречените бомби, ќе биде безсмислено ако таа нова гарнитура не се зафати и нема приоритет прво да ги рачисти тие работи. Така да мислам дека тоа би било потврда дека навистина сакаме да настанат промени во нашава земја и да се обидеме да станеме правна држава, затоа што правна држава не се станува преку ноќ, тоа е долг процес. И ние само треба да настојуваме да ги подобриме работите. Затоа што во таа промена не се работи, вие немате шанси да се убедувате дека сте направиле правна држава со тоа што сте направиле нови згради, со тоа што сте донеле нови закони, што сте избрале луѓе кои што се покажа дека не се дораснати на таа позиција на која што се избрани, ако не работите интензивно на промената на менталитетот на луѓето. Таа постапка е долготрајна и таа е најтешка. Че ние живееме во општество каде што измамиштвото се смета како доблест. Ние затоа и се случува да овие луѓе кои што ни украдува 10 години од животот, мислам на фамилијата, некои од нивните поддржувачи ги величаат и ги прават дека се народни херои. Секако дека треба да се отвори прашањето или пристапувањето на Европската унија доколку се случи ќе отвори простор за реформи во судството, тоа се случуваше и во земјите од регионот. Пауза за реклами и одиме во завршница на оваа дебата. Ги прашавме и оние кои што не следат на Facebook и на интернет, дали сметате дека треба да бидат поставени вистински луѓе на вистинските места за да се случат реформите во судството? Па еве што одговорија. Новата влада реформите во правосудството ги почна со барањето јавниот обвинител Марко Зврлевски да си поднесе оставка, а потоа со иницирање на постапка за негово разрешување. Топ тема на ваша страна побара коментар од социјалните мрежи за смената на Зврлевски. Лина Лу на Твитер напиша: "Мора да биде разрешен и да се поведе постапка. Казнивост, особено на тие што не спроведуваат закони и правда, е темел за се понатаму. Одговорот на Бујар Исмани е дека Зврлевски, Аневски, Гешковска треба потитно во Идризово. Тие се криминалци. И според Бојан Петровски, Зврлевски мора да си оди. Тој смета дека со обвиненијата на 27 април и непостапувањето за ниту еден случај од бомбите се докажа колка сраме за правосудната фела." Петровски одговори на нашето второ прашање за тоа дали се можни ефикасни реформи во судството без кадровски смени на клучни позиции во правосудниот систем. Според него, такви смени се неопходни зашто се докажа моралниот кредибилитет на голем дел од досегашните судии. Ставот на Сашо Мержановски дека веројатно со смената на раководните позиции во јавното обвинителство, другите обвинители би се ослободиле од стегите кои досега ги чувствувале. Со поставувањето експерт на челната позиција ќе се зголеми професионалноста на јавното обвинителство, смета Мержановски. Кирил МКД на својот Твитер профил напиша дека нема теорија за ефикасни реформи без кадровски смени. Мора тешка метла од почеток до крај, плюс многу тешки
реформи подоцна, смета Кирил. Сличен став има и твитерџијата Дамјанев, кој смета дека според денешното однесување на Зврлевски, коментарот на Аневски и тоа како се процесуираат случаите од 27 април, личи дека нема шанси. Ана Која пак на својот твитер напиша дека е за смени на оние кои изневеруваа, не може да им се верува, па макар и да се обидат да изневеруваат за новата влада. Земти персона пак како што напиша, без метла на кадрите нема промени. Според него потребни се тешки реформи, нов јавен обвинител, инаку сеќе си остане по старо. Но освен одговори добивме и возвратно прашање. Вера на твитер напиша колку од моменталниот судски кадар ќе се сврти кон новиот ветер. Заклучокот кој може да се извлече од одговорите кои ги добивме на социјалните мрежи е дека довербата во правосудството е ниска и оти без кадровски смени не е можна реформа во судството. Господине Јовчевски, немаме многу време, меѓутоа само блиски ве прашам, сметате ли дека туку така може да се извршат реформите во судството? Јас не сум оптимиста по најавата на Заев дека тие би требало да се настанат тектонски промени, да има реизбор на суди, а тоа да биде во согласност со поглавијата кои што треба да ги отвориме за пристап во Европската унија. Мислам дека процесот е толку сериозен, а под притисокот дека треба тоа брзо да се направи, постои навистина голема опасност да се направат грешки. Претходната власт целиот имаше 10 години време за да ја инструира цела оваа мрежа и да не доведе во оваа ситуација во која што сме сега. Ако некој работел 10 години на тоа, ретко би било чудо некој да може за година дена барем да почне со разрешувањето и расчистувањето на мрежата што е воспоставена од претходната власт. Меѓутоа тоа не значи дека треба да бидеме пасивни, него треба навистина да се прво да се одмери ситуацијата сериозно и првата мерка би требало при генералниот реизбор да се оди поединечно. Значи, да не се направи она грешка што направија при 96-та година кога се правише првиот генерален реизбор. Генералниот реизбор не значи дека сите што се во просторијата кои што се повикани дека треба да бидат избрани. Треба да се оди случај по случај. Постапката за проверката според мене е многу едноставна. За секој судија или за секој обвинител може по принцип на случаен избор одберете 4, 5, 10 предмети да видите како работел и веднаш ќе добиете слика за него како размислува и како постапува. И тоа ви е доволно за да добиете слика за него. И да имате аргументи да кажете утре зашто тој може да остане или зашто ќе го разрешите. А сега, за тоа треба работа. Калеџиев, со оглед на тоа што со 2/3 мнозинство може да бидат сменити судиите, моделот на менување на судиите во согласност со пратениците во парламентот е невозможен. Дури да се отворат оние потребни поглавја, сепак е тоа процес кој што ќе се поминува и јас колку што се сеќавам, не знам, само една можеби земја до сега не знам направила ваков исчекор во однос на менувањето на судиите во краток рок. Изборот ме и обвинителите. За Албанија со реевалуација? Да. Не ми е најдобро познат тој пример, тука има некоја финта, не е избор, евалуација. Евалуација. И тука постои евалуација и сега има бодување на судиите, кое за жал мислам дека може би суштина, точно е дека е потешка работата од човек на човек, таму секаде каде што има основи за да се утврдат злоупотреби, би можело и некои објективни критериуми да се применат слични како на тие во Албанија во врска со имотот. Оти таму каде што имате корупција, имате секогаш некој имот кој што повеќе или помалку се гледа. И тук тој би можел да се искористи за притисок тие можеби и сами да заменат или да се преиспита од каде има имотот. Меѓутоа, генерално не ми се свиѓа идејата многу за која власт како ќе дојде така да бара голема реформа во смисла на реизбор на судиите, бидејќи тоа би било контрапродуктивно, иако овој миг навистина покажува потреба за такво нешто. Ние видовме, дури ја не очекував, ни случаите на специјалното обвинителство, видовме со кој жар и колку отворено се спремни некои судии да бранат некои позиции кои што инаку се неодбранливи. Да, те неодбранливи. Русковска, вас ке ве прашам, да, што очекувате од вашиот иден шеф? Очекувам стварно да
да работиме она за што сме платени. После многу време. Да се вратите во она време, колку што ја се сеќавам, па и емисии правевме, кога имавте големи случаи и во организиран криминал, кога истражувавте навистини крупни злоупотреби во државата. За жал, во почетокот дел од тие пресуди паднаа на Врховен суд, меѓутоа не ви направи тоа песимизам за да не продолжите во тоа. Видете, ние последниве неколку години, искрено, ко обвинителство за организиран криминал, се сведовме на гонење на криумчари на мигранти и на друга, ама нешто ситно, грамови. Да се разбереме, за разлика од Змисковко и кои сте од Чечоровска, например, со Тони. Јас, например, до 2010-11, кој ќе ми дојде со пријава од 1,5 килограм хероин, викам, зашо волку малку? А сега 1,5 кило хероин цела година. Русковска, дали имате амбиции да станете еден републички обвинител, дали ќе се пријавите на конкурсот? Не. И јас сум рекла, 2 работни места во јавното обвинителство никош не би ги работела. Тоа е шеф на основното јавно обвинителство Скопје и републички обвинител. Зошто? Немате амбиции кон тоа или сметате дека повеќе менаџерска работа од обвинителство? Повеќе менаџерска работа него обвинителска, кој што гледаме, мислам, кој обвинител и да не постапи, например, како што очекува јавноста, да бидам покоректна, тогаш секогаш викањето е по јавниот обвинител на Македонија, а можда тој воопшто за тој предмет и да не е запознаем. Дали вие, професоре, имате такви амбиции со оглед на тоа што се повикуваат експерти да исто така бидат на конкурсот? Па знаете дека ја бев кандидат за СЈ. Да, за тој ве прашувам се. Тоа што ми се биде некако револуционерно, да кажам, некако така го замислив, некоја борба во некој битен момент за Македонија, за правна држава, некоја невозможна задача. Мислам дека сега ова некоја беше малку, да не речам секси, поинаку некоја целата приказна беше поинаку. Ситуацијата сега е битно различна, во смисла на тоа дека сепак се бара восстановување на еден професионален систем и мислам дека треба да се поддржат професионалци од струката. Тука мислам и на не мора да бидат буквално обвинители. Има дури и суди што би можеле да вршат оваа функција одлично. Исто така не се сите од Скопје. Јас имам во овие години како што работиме на разни реформи и обуки, имам многу добро мислење за многу добри кадри и суди, обвинители и адвокати од натрешност. Тоа обично не се зема предвид. Некојаш се мисли и се преценува тоа дека во Скопје имаат искуство и со најтешки криминали и слично. Меѓутоа, оваа страна што ја кажа колегата за интегритетот, има луѓе надвор од Скопје што појаки се на тоа. Не били изложени, можеби, на... Можеби не били изложени и не едном. Можеби јас сум имал за такви лични искуства. Добро, може да ги поттикнете да се пријават. Мислам дека и адвокати има добри. Тоа ми е прашањето. Сметате ли дека идниот јавен обвинител треба да биде адвокат во однос на тоа дека и ваши колеги би се номинирале за оваа функција, дали вие лично претендирате? Јас на претходното гостување на оваа телевизија, кога ме праша за изворот на новите судии и судискиот кадар, дадов пример дека ја критикував академијата каде што се даваат многу пари и каде што за година дена се обидува да направат суди. Од друга страна го занемаруваме искуството на Запад, кај што рутина е, пракса е да за судии се бираат луѓе кои што се докажани од адвокатската фела, кои што се докажани во својата струка и проверени и материјално обезбедени, за да не може никој утре да врши притисок на него и да го уценува. Проверени борци и ти имаш готов кадар. И зашто тоа да не се применува и кај нас? Значи, начално сметам дека би било и добро да се размислува и на таа тема и од адвокатурата да влезат луѓе кои што ќе ги имаат сите прерогативи, али на прво место пак потенцирам моралниот кредибилитет.
и кои го докажале и го провериле во праксата. Второто прашање за Дали тоа имате дали јас лично? размислувам. Видите, ако можете да приметите, целава моја дискусија вечера беше дека ние треба да бараме лек да го излечиме правосудниот систем како организам. Делот од тој организам е обвинителството. Јас со моето искуство мислам дека можам да ја помогнам на оваа држава во сите сегменти. И ја нудам мојата помош на сите оние што ќе ме повикаат, без оглед на тоа во кој сегмент од правосудниот систем можам да помогнам. Вие сте сега адвокат и не имате пречка во однос на тоа доколку некој ве повика да бидете негов советник. Јас се извинувам што ви го наметувам ова прашање, меѓутоа не сакам да се свати емисијата дека ги викам луѓето кои имаат амбиции да бидат обвинители за да ги промовирам. Ки има и уште А ки има емисија, уште еден или два месеца вакви емисии, меѓутоа премиерот синоќа некако ни наметна на нас, ни ја префрли топката медиумите дека треба да ги промовираме, Неговата да ги постапка прашуваме. ја оценувам како конструктивна, да се пријават луѓе што се чувствуваат подготвени, бидејќи партијата како таква може да не ги знае. Може луѓето од партијата да имаат своји фаворити по некои внатрешни линии и нивните, условно кажано, кандидати или фаворити да не се најдобрите. А охрабрувањето на луѓето што се чувствуваат подготвени и се навистина спремни да се фатат со тој предизвик. Предизвикот е огромен, не е ништо помало од оној на СЈО. Меѓутоа, сепак е добро вакво охрабрување и се надеваме дека ќе се јават доволно кандидати, можеби и дури да се модернизира, може да организирате баш вие такви дебати меѓу кандидатите. Тоа би била многу интересна и прва дебата од таков вид, затоа што сега не одеше толку транспарентно номинирањето, пријавувањето на кандидатите за јавен обвинител. Ви благодарам на сите што бевте вечерва мои гости и ова е сигурно една од првите дебати во однос на прашањето за разрешување и избор на нов. Може да се направи своевидна анкета меѓу граѓани, меѓу професионалци, меѓу новинари. Очигледно ќе има простор за тоа. Ви благодарам уште еднаш и вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телма. Вестите се во 21:30 со Марија Дивитарова.